Драги сограѓани, почитувани медиуми. Во отсуство на креативност и идеи, но со силно чувство на немоќ, последните денови пред изборите, сведоци сме на страшно примитивна кампања од страна на ВМРО-ДПМН, во која, после понижувачките и навредувачки спотови, наред дојдоа уништувањето и чкртањето на јавни површини и се разбира, за нив карактеристично, сеењето на страв со нивните лажни вести. Нервозата и паниката во редовите на ВМРО-ДПМН си го направија своето. Го покажа нивното вистинско лице и нивните намери за овој град, кои синоќа уште еднаш се обидоа да го уништат како што тоа го правеа цели 12 години. Со синоќешниот вандализам им паднаа маските и сите ветувања за чиста средина, екологија, за чиста битола. 3 години вложуваме да ја вратиме културата и сјајот на нашиот град, но за една ноќ ВМРО-ДПМН покажа дека власта им е пред се и најважна. Останува да видиме дали до крај ќе бидат злоупотребувани институциите од ВМРО-ДПМН, па уште еднаш МВР начело со Чулев и неговите соработници ќе биде соучесник во ваквите партиски активности и ќе остане нем посматрач како и досега. Со неговото досегашно однесување и капацитет се сомневаме дека ќе може да обезбеди и организира фер и демократски избори од неговата матична партија. Сомнеш за судир на интереси и неетичко однесување даваат и одобрените пријави за гласање на хронично болните од страна на кандидатката за пратеник Олга Лозановска, вкупно 29, за што СДСМ ќе поднесе представка до Државната изборна комисија и антикорупцијска. Почитувани граѓани, на 15 јули гласаме за функционални и капацитетни институции кои ќе продолжат да работат за граѓаните и во интерес на граѓаните. Обнова на режимот нема да има.